Христијан Мицковски, директор на ЕЛЕМ, околу ефикасноста на енергетскиот систем во Република Македонија. Иле, добро вечер до тебе и до твојот гостин, господинот Мицковски. Повелете со разговорот. Да, доктор Христијан Мицковски, директор на ЕЛЕМ, гостин во телевизија Нова. Господине Мицковски, имаме 10 минути за да разговараме за енергетскиот систем во Македонија. Стартуваме со она што е најактуелно. Граѓаните ги интересира дали имаме стабилен систем и дали ќе имаат редовна испорака на струја. Најпрво добро вечер, благодарам на поканата. Системот, електроенергетскиот систем е стабилен, како и производниот, така и преносниот, но и дистрибутивниот, можам да кажам. Граѓаните мора да бидат спокојни, но не само граѓаните, него и сите оние корисници на електричната енергија кои што се на регулираниот пазар. Тука не спаѓаат само граѓаните, тука спаѓа индустријата, односно она индустрија која што во овој момент е на регулираниот сегмент од пазарот. Меѓутоа знам, односно сигурен сум дека сите останати чинители кои што се приклучени на електроенергетскиот систем во Република Македонија навремено ги добиваат и ќе ги добиваат сите потребни количини на електрична енергија кои што го задоволуваат нивниот потрошувачки профил. Така, што се случи со РЕК Битола? Во моментов работи во полн капацитет. Што беше дефектот и како се отстрани? Видете, станува збор за електрана која што е веќе го надминала својот работен век. Односно, кога велиме го надминала, ги надминала оние 200.000 работни часа. Во овој момент работа трите блока со полн капацитет. Трите блока се синхронизирани на електроенергетскиот систем на Република Македонија. Стабилни се надеваме дека така ќе продолжат. Инаку дефектот е вообичаен за ваков тип на постројки, не само во Македонија, него и во пософистицирани електроенергетски и по-гломазни електроенергетски системи. Пример може да ги земеме околните држави. Јас ќе наведам неколку работи, односно неколку слични примери што се случија изминатиот епски суров период од аспект на временските неприлики што го зафатија регионот. Инаку дефектот беше напукнување на цевка. Дефектот се санираше во рекордно брзо време, иако синхронизацијата два пати не ни паѓаше од рака поради екстремно ниските температури, но во третиот налет синхронизацијата беше успешна и за помалку од 40 на часа, иако најпрво не естимиравме 17.2, третиот блок на РЕК Битола се синхронизираше на прва паралела со електроенергетскиот систем во Република Македонија. Инаку изминатиот период, повторно ќе напоменам, станува збор за историски минимуми од аспект на температурата на времето. Имаме потешкоти во синхронизација не на нуклеарна централа во Чешка, тоа е Темелин. Имаме потешкоти во синхронизација не на нуклеарна централа во Унгарија, ПАКС. Имаме еден реактор од нуклеарната централа Черна вода во Романија кој што е надвор употреба. Имаме два блока од термоелектраната Какани во Босна кој што исто така беа надвор употреба. Имаме исто така нова термоелектрана Станари во Босна која што излагаше па се синхронизираше во овој период. Имаме неколку термоелектрани во Унгарија кои што исто така беа надвор до употреба, како што се Матра и Дунаменти. Бобов дол во Бугарија не беше синхронизиран. Има уште многу примери кои што можам сега да ги гледам. Или во тотал преку 5000 мегавати недостасува инсталирана моќност во Централна и Источна Европа. Ние, благодарение на надчовечките напори на вработените во РЕК Битола, успеавме овој блок да го ставиме во употреба, односно да ја санираме таа цевка и во овој момент можам гордо да кажам и да се заблагодарам истовремено на тие луѓе таму доле што во изворено тешки услови го надминаа се тоа и да кажам дека овој блок заедно со другите два блока е синхронизиран и работи во полн капацитет. Што е со увозот на струја? Дали е тоа резултат на зголемената потрошувачка страна на граѓаните или дополнителна помош на домашните капацитети? Па ја ќе се обидам накратко вака аналитички да пристапам на вашето прашање. Изминативе 10-11 дена поголемиот дел од потрошувачкото портфолио на регулираниот сегмент од пазарот за електрична енергија, односно на оние кои што ја трошат електричната енергија, граѓаните и ситната индустрија, во најголем дел, тоа е некаде околу 85-6% од домашно производство, но останатите нешто помалку од 15% успеавме да ги обезбедиме од увоз. Тоа се должи најмногу поради зголемената потреба од електрична енергија во овој период, а поради екстремно ниските температури, кои што во просек се движеа помеѓу 10 и 12 степен под нулата,
а 5-годишниот просек е до вториот степен на нулата, што значи дека ние имавме од 12 до 14 степени пониски температури неголи вообичаените просечни во изминатите 5 години за овој период на годината. Тоа рефлектираше со зголемување на конзумот визави потребите на граѓаните и индустријата на регулираниот сегмент од пазарот, односно конзумот во просек беше зголемен за повеќе од 33%. Колку беше тешка нашата задача, можам да кажам дека сето тоа резултираше со надфрлување на билансот кој што на почетокот на календарската година ЕЛЕМ го декларира за близу 10% во првите 10 дена од 11, да бидам попрецизен, од оваа година. Иако морам да кажам дека снабдувачот на тарифните потрошувачи на почетокот од годината за јануари декларираше одредени количини на електрична енергија кои што се неопходни за задоволување на потребите на тарифните потрошувачи и тие се, морам да кажам, за 25% помали од оние кои реално физички беа потрошени. Исто така на почетокот на годината, некаде околу 13 октомври, излегоа реномирани светски институции за прогнозите на каква зима ќе биде и според сите тие реномирани светски институции и интернет портали можеше да се заклучи дека регионот го очекува сува и топла зима, надпросечно сува и топла зима. Но како што можете да видите и сведоци сме дека изминатиот период беше исклучително тежок. Можам да кажам дека можеби најтешкото е позади нас, но и периодот кој што следи, односно следната недела, исто така очекуваме силни циклонски активности, студена и влажна воздушна маса да се приближи кон овој дел од Балканот, па да ја зафати нашата држава, но секако не очекуваме толку драматично ниски надворешни температури, можеби тие би се движеле од -4 до +4 степени, што нас вака ни дава еден вид олеснување од аспект на зголемената потрошувачка на електрична енергија. Очекуваме дека таа постепено ќе се враќа кон нормалата, но ние сме тука, будно ја следиме, нели? Нормално имаме предвидени неколку сценарија, што и како ќе се случува, така да почекаме да видиме што ќе се случува во периодот што следи. Така, опозицијата обвинуваше дека за последниот интервентен увоз се потрошени неколку милиони евра и на крајот крајната цена ќе ја платат граѓаните. Дали ќе биде тоа така? Не би сакал премногу да ги коментирам овие тврдења од страна на опозицијата, бидејќи јас често пати знам да кажам дека ние дефинитивно зборуваме на различен јазик. Знаете, нема никаква техничка, технолошка, а ниту економска логика во нивните тврдења. Во нивните паушални памфлети политички вие ќе сретнете многу честици ке во едно време и никаков предлог. Ние јавно ги повикавме да дојдат и доколку се конструктивни и навистина се грижат за стабилноста на електроенергетскиот систем, да поразговараме и доколку дадат некој мудар и применлив предлог, да истиот го примениме уште истиот момент. Меѓутоа, за жал, до овој момент, сем гола политика, ситни маневри политички, ние не можеме да сретнеме ниту еден разумен техничко-технолошки предлог. Јас можам да кажам дека оптимирањето на портфолиото на електрани на Македонија мора да се гледа во целата регулирана година. Не може да се гледа само сега. Да, ние можеби во овој сегмент ќе увеземе енергија, меѓутоа затоа извезовме во ноември и декември. Можеби на пролет, ако цената нас не одговара, ние ќе правиме ремонти на нашите капацитети термо, па ќе увеземе ефтина енергија. Доколку цената е повисока од таа што е нашата производна, тогаш ние, бидејќи на пролет ќе имаме сериозни вишоци, конзумот ќе се намали, а при тоа ќе имаме големи дотоци во хидроакумулациите, па ќе ги продаваме тие вишоци, така ќе заработиме големи средства. Со други зборови, цената на електрична енергија која што ќе ја прикаже АД Електрани на Македонија како производител и како компанија која што е задолжена од страна на регулаторната комисија на регулираниот пазар, нема да претрпи промени за овој регулиран период. Така, хидроелектраните Шпилје и Глобучица во текот на ланската година произвеле повеќе од планираното. Каква е состојбата за годинава? Кои се плановите? Да, они во просек го надфрлија некаде околу 25% планираното. Искрен да бидам, тоа се должи на оние модернизациони зафати што во минатото ги направивме на тие хидроелектрани.
на просечно поволната хидроложка состојба. Очекувам дека и оваа година истото ќе се случи, поготово сега откако знаеме дека имаме сериозни снежни наноси во тој дел, во делот на сливното подрачје кое ги полни овие две акумулации, така да минимум што очекуваме да ги потврдат резултатите кои што сме ги проектирале во билансот, но искрено интимно очекуваме дека тие резултати ќе бидат сериозно надфрлени. На почетокот на разговорот споменавте држави од Европа каде што крахирале дел од електраните. Нешто слично се случува и на Балканот. Бугарија веќе побара помош од Романија, и во Србија има проблеми. Дали ова може да влие за македонскиот енергетски систем? Бугарија пред некој ден го достигна историски највисокиот пик за потрошувачка на електрична енергија од преку 7700 мегавати. Меѓутоа, доброто е што и таму ситуацијата се стабилизира, веќе се движат во нормалните 6 до 6000 и нешто. Делови од Бугарија беа отсечени поради невремето кое што ја зафати исто така соседна Бугарија. Имаме снежни наноси поголеми од 2 метри на нивните планини. Оние затворија сопствената граница за транзит, во еден момент побара помош од соседна Романија, не ја добија и затоа го применија методот на недозволување на транзит, односно износ на енергија од нивната држава, ги активираа сите расположиви ладни резерви кои што во тој момент ги има, но и покрај сето тоа повторно голем дел од еден дел од територијата на Република Бугарија остана без снабдување со електрична енергија. Односно големи проблеми во системот за електроенергетски систем предизвика овие епски неповолни услови. Соседна Србија можам да ви кажам дека увезува преку 1200 мегавати, чисто вака како бројка, тоа е за 20% него повеќе него ли најголемиот конзум кој што го има Република Македонија. Поради замрзнатите јаглени во Тент, рударско-енергетскиот комбинат и така натаму. Сега да не должиме, исто така се соочуваше со сериозни предизвици да се справи со овие неповолни временски услови. Истото се случуваше и во Хрватска изминативе денови, каде што 50.000 потрошувачи стана без електроенергетско напојување. Видете, генерално ситуацијата беше прилично драматична. Грција исто така ја затвори својата граница и не дозволуваше транзит, но пред 2 дена ја отвори. На истиот чекор се одлучи и соседна Романија се одлучи и Романија пред известно време, пред некој ден, тоест. Така да ние во моментот имаме два сериозни играчи на пазарот на електроенергетиката во Балканот, нето извозници, Романија и Бугарија, кои што не дозволуваат износ на енергија од нивните држави. Тоа влијае на цената на електричната енергија на берзите, меѓутоа се надевам како ќе се стабилизираат временските прилики, така и овие ќе бидат укинати и ќе имаме нормално транзитирање на електричната енергија. Така, директор Мицковски, благодарам за учеството во информативен блок на телевизија Нова. Благодарам вас. Почитувани, ова беше директорот на ЕЛЕМ Христијан Мицковски, доктор Христијан Мицковски. Се надеваме дека граѓаните ќе бидат спокојни. Директорот напомена дека освен граѓаните кои што се во градските средини, редовен проток на електрична енергија ќе имаат и оние кои што се во руралните и на повисоките места во земјава. Градимир, продолжи со вестите. Иле, ти